Делот од професорскиот тим кај нас исти тоа го кажа, тоа е многу интересно, дека најситниот престап е еднаков на најголемиот престап во овој тип на закони, а и овде исто така. Значи, за една ситница можете да бидете казнети како да сте криминалец. Со други... Да, тоа е... Значи, тоа го кажа професорот, дека европската традиција има како... Не само тоа, има поинаква филозофија, вика, предпоставува дека од другата страна го има честниот граѓанин. Вика, додека овој закон предпоставува дека секој има намера да измами или да прекрше, значи дури и тонот таков. Ја ги спомнав само правните анализи, имавме и лингвистичка форензика, тоа постои, значи кој тон провејува. Тонот е рестриктивен, заканувачки и автореферентен. Само на себе цело време реферира законот, како да сака да се стави себе во центарот. Ја регулирам, ја контролирам, а многу малку на областа. Друго теренското истражување што заклучивме е дека ова е добрата вест, агенцијата во делот на стручната служба е компетентна и работи непристрасно. Проблемот е дека е даден закон што на ваков начин го условува незиното работење, додека што се однесува до стручноста, значи тоа треба да е нешто позитивно во целава работа, што се однесува до нивната стручност и принципиелност, ние најпозитивни наоди имавме, но очигледно ако имате закон кој ве става во некое менгеме, мора да постапувате како што постапувате. Политичкиот дел од тоа како е смислено работењето на агенцијата е проблем. Советот е еве пак дел продукт на и либерална демократија, односно авторитарност. Советот е празна форма, украс. Директорот има апсолутна власт практично. Сам казнува, на тоа се сведува. Така што за демократизација сосема логично како секаде во Европа Советот да е највисокото тело, а не директорот. Ние и тоа го предлагаме овде, предлагаме начини како во целиот овој либерален контекст тоа да биде максимум демократски. Со нас многу размислувавме кој да номинира и кој да бира, или еве бира парламент, ама кој да номинира за да се обезбеди максимална самостојност на телото. Значи стручните служби се добри, сега и телото ако е можно да го осамостоиме од партиски притисоци би било одлично.